Иако првата пруга во Македонија датира од 1873 година, возот сообраќал на релација Скопје-Солун, сепак денеска земјава не може да се пофали со развиена железничка мрежа. Железницата, секој ќе се сложи со мене дека не е ефтина за инвестиција, но е неопходна. Сите големи европски метрополи ја имаат таа инфраструктура во моментот кога земјите ја имаат таа економска стабилност. Експертите велат дека земјава има потреба од стручно тело кое без оглед на политичките турбуленции ќе се грижи за приоритетите во патната и железничката инфраструктура. Тоа е дел од железничка пруга, но која што има брзина поголема од 160 км на час. Постојната пруга е за брзини помали од оние кои што ние ги велиме брзи пруги или брзини за движење на тие пруги со 200 км на час. Нормално е дека мора да се направи корекција. Самата брза пруга, уште како дополнување може да се каже дека сама по себе бара два колосека. Брзината која што се остварува е со движењето на двата колосека, каде што нема да чекаме поминување на еден воз, па поминување на спротивен правец на другиот воз, туку самата безбедност покрај останатото се обезбедува и со тие два колосека. Кога би се возел некој со тие оние возови кои што ги третираме во делот на брзата пруга е комоцијата и удобноста на возењето како прв приоритет, брзо пристигнување до дестинациите и на крај безбедност која што може да ја задоволи комфорноста на возењето. Ова е максимумот изваден во делот на трасирањето. Ние можеме да зборуваме. Теренот е таков каков што е и ние не можеме тука да бираме. Во стручен аспект нема никаков проблем да се изведат и мостови, да се изведат тунели, оно што треба за функционалност на и односно поврзувањето да биде завршено онака што треба. Кога го спомнувам коридорот 8 спрема Република Бугарија, апсолутно не застанува тоа кај нас во западниот дел на коридорот, кој што исто така има сериозен пристап. Тој пристап е веќе првично направен со тоа што се завршени основните проекти за изведба на делот од Кичево до Охрид, односно до Струга и граничниот премин со првото градче во Република Албанија, тоа е Лин, каде што би се комплетирал тој цел коридор 8. Сепак за да стигнеме до метро системот е малку понапредна фаза, да речеме, има време кога Скопје уште малку би се проширило, уште жители да дојдат. Зголемувањето на жители може да бара понатаму изградба на тоа метро. Сепак, првично за да се реши сообраќајниот метеж во градот Скопје, најдобро би било да постои тој дел на железничко поврзување. Моите апели би биле доколку тоа се планира уште да се прави, тоа да почне со план уште од сега, со сите анализи, студии кои што треба да наследат реализацијата на еден проект, а најважно од се е оној подземен катастар кој што сепак кај нас недостасува, бидејќи нешто прво што треба да се реши во таков случај е да се решат сите тие работи.